Еднодневната интензивна посета на регионот Мала Преспа и Подградец во Република Албанија на претседателот Стево Пендаровски му беше доволно уверлива за да констатира дека во овој регион, каде е најголема концентрацијата на македонци на подрачјето на цела Албанија, условите за живот се одлични, како и условите за учење на македонскиот јазик. Заради иселувањето, бројката на деца, на ученици не е на она ниво на кое е била пред 5 или 10 години, меѓутоа тие што се тука ги имаат сите услови, ги имаат сите нагледни средства, има доволно наставен кадар. Голема благодарност на Албанија како држава за таа поддршка што ја дава. Денеска сум тука да дадам и јас прилог. Во таа насока носам одредена количина книги на македонски јазик, од нашите класици, Блаже Коневски, Живко Чинго, Петр Андреевски и така натаму и така натаму. На тој начин сакаме да помогнеме македонските деца да го знаат, да го учат, да го зборуваат македонскиот јазик и на таков начин да бидат постојано во контакт со својата татковина и со својата матица, да ја наречем. Според зборовите на директорот на комбинираното училиште Трајан Вангеловски, тука наставата ја следат околу 100 ученици, иако години претходно имало и по 700 деца. Емиграцијата си го направи своето и денеска околу 100 ученици се од прво до четврта година на средно образование. Се учи на два јазика, македонски и албански. Од прво до пето одделение, значи во одделенска настава, тука се учи се на македонски и албанскиот јазик како предмет што се изукуват. А потоа од 6 до 9 одделение, тука се учи албански и македонски. На албански се учат само природни науки, како е математика, физика, хемија, биологија, а другите се учат на македонски мајчин јазик. Во средно училиште се учи се на албански јазик, само македонскиот јазик си се продолжува да се учи паралелно како англискиот. Според него, бројката на населението во Пустец драстично се намалува поради иселувањето. Голем дел од македонското малцинство заминува кон Македонија, во внатрешноста на Албанија, но и во европските земји и во САД и Канада. Условите нормално се подобруваат. Има тешкоти како секаде, ама условите важно се подобруваат. Например, еве може да кажам дека 24 часа вода се обезбеди во нашите домови, што значи тоа е супер. И така, лека по лека. Патиштата не се баш добри до Пустец. Добро, тие беа уште полоши, а сега тие се подобрени и така има во инфраструктура, во земјоделие, секаде може да кажам имаат потреба за да се подобрат условите за да и тука се живеат како во другите места. Жителите на Пустец, тие што останаа во селото, главно се занимаваат со риболов на Преспанското езеро, со земјоделство и сточарство помалку, а во последните години овој регион го посетуваат и странски туристи. Македонците традиционално живеат во околу 50 на села долж македонско-албанската граница во три етнички региони: Мала Преспа во округот на Корча, Голо брдо во регионот на Пешкопеја и на северот на Албанија, односно Гора во регионот на Кукс. Овие региони се едни од најзапоставените во Албанија во изминатите 30 години. Нешто подобре ситуацијата во Мала Преспа за разлика од Гора и Голо брдо, тие се и планински предели, таму се уште поизолирани од тука. Тука веќе последните години нешто се помрнува, изградбата на националниот парк пред неколку години, па сега е последно водовод во сите села на Срби во Мала Преспа, но има уште многу да се направи. Мала Преспа е предел кој изобилува со природни убавини и богато културно наследство. Има пештерски цркви, како и дел од подрачјето на Националниот парк Галичица. Фали главна инфраструктурата. Кога зборуваме за инфраструктура, значи зборуваме за патиштата внатре во селата и од националниот пат до секое село, асфалтирање на сите патишта, изградба на канализација, која што ја нема, само во 2 села имат изградба на канализација во Мала Преспа. Водоводот веќе заврши.
Проблем е исто така мрежата во селата на електричната енергија, се случува да има чести прекиди на струјата поради застарена инсталација од 70-те години. Албанската влада може да помогне за да заживее регионот и за да се намали иселувањето од Мала Преспа преку инвестиции во туризмот, уредување на градските плажи, пешачки и велосипедски патеки и внатрешна инфраструктура во делот на Пустец, за што веќе има и проект вреден во првата фаза околу 6 милиони евра за уредување на регионот на Преспа, Подградец и Химара со германска помош. Албанија не е тоа што беше пред 30 години. Нормално дека многу инвестирано, многу испокрадено, тоа што е инвестирано не е соодветно инвестирано, но не е тоа изговор дека нема доволно средства, бидејќи се работи за 30 години, значи поминати, и ако што вика по едно камче секоја година се ставаше, немаше да збориме денеска за решавање нови проблеми. Македонците од Пустец со кои разговаравме очекуваат и поголема помош од македонската влада и нејзино поголемо заземање во делот на остварувањето на некои права, а реагираа и за одземените лични документи кои претходната влада во Скопје им ги додели на некои жители на Пустец и со кои влијаеа врз изборниот процес во Македонија. Зашто одеска во Албанија, на пример, да се лекува? Зашто да не а за дојш тамо на приватно, колку ми кошта? Ја човек шика, лична карта, ми ја прекина, пасоше од Скопје ми прекина. Така. Зошто ма прекинеш? Ти македонец? Ви кажали зошто ви прекинула? Да имаш да живееш тука. Зашто ни даде во Марок? Беше на влада во Марок и одиме во Скопје. Сите ти што ми е положено во Скопје, сите ќе се уништи. Сега тој бара, сега да му водаме аз дружите да најда престор, да живеалиште. Живеалиште, има врска живеалиште. Сам македонец, зошто да не се лекувам таму? Зошто да не ода таму да... Мислам, да купувам нешта, оно. Така. Сега што правиме? Во градот Ресе не може да... Ресе, ете ја Ресе. Ете ја Ресе. Тие работи, не намаче нас да ни дае нешто, некоја турба со макарони или со тако. Тручка за македонци, така, ајпар, тручка, Проблемите со кои се соочуваат македонците во Албанија ги слушна и председателот Пендаровски, кој оствари средба со Стериовски и представниците на Сдруженијето на македонците од Албанија Сонце, како и со градоначалниците на општините Пустец и Подградец, Пали Колевски и Илир Джаколи. Тоа е само почеток на долга серија средби кои ќе ги имаме и тука и кај нас во Македонија, во која ќе покажеме дека малцинствата кои живеат во други држави ги имаат истите услови како да живеат во своите матични држави, че она што албанците го имаат во Македонија, да го имаат и македонците кои живеат во Албанија и обратно. Во тој дел и Република Северна Македонија и Република Албанија можат да бидат пример за сите во Европа, без истичок. Председателот Пендаровски заедно со својот домаќин, албанскиот председател Бајрам Бега и сопругите ги посетија црквите Свети Архангел, Михаел и Пресвета Богородица на живописниот остров Мал град во Преспанското езеро. Во Глобочени, близу Пустец, председателите Пендаровски и Бегај го посетија музеот посветен на ликот и делото на албанскиот писател со македонско потекло Стерио Спасе. Во музејските простории, председателите Пендаровски и Бегај и делегациите на двете земји остварија пленарна средба. Со отворањето на пристапните преговори отворени се нови перспективи и можности за двете земји, кои бараат поголема посветеност и превземање сериозни реформски процеси. Двете земји треба да се фокусираат на инфраструктурните и енергетските поврзувања, на економската соработка, на ефикасно справување со ризиците од катастрофи и климатските промени, како и на предизвиците што ги носат безбедносните прашања.